Вести на Канал 8, добар ден. Општина Кочани и во текот на оваа година ќе ги расчистува патиштата во Рицко-планинскиот регион, за што од буџетот предвидува да издвои околу 22.000 евра. Јавниот тендер за избор на изведувач на работите е веќе објавен и трае до крајот на овој месец. Локалната самоуправа на Кочани годинава ќе инвестира околу 1,5 милион денари за пробивање и расчистување на патиштата во Рицко-планинскиот регион на оддалеченост до 30 километри од градот. Средствата се обезбедени од општинскиот буџет согласно програмата за уредување на просторот во руралните подрачја за 2020 година. Со нив ќе се подобрува проодноста на земјените коловози до оддалечените и тешко пристапни рурални места на територијата на општината. Во споредба со лани, годинава се планирани повеќе средства за прочистување и порамнување на патиштата, односно зголемувањето е за околу 250.000 денари. Според предмерот во техничката спецификација, предвидено е дел од парите да се потрошат за пробивање на неколку километри коловоз, а останатите ќе се наменат за прочистување на патишта во должина од 30 километри. Уште 90 километри ќе треба да бидат порамнети со машина грейдер. Освен тоа, ќе се набават и распостелат околу 90 кубни метри дробен камен, што служи за тампонирање на коловозите. До крајот на февруари треба да се избере фирма што ќе го обезбеди пробивањето и прочистувањето на патиштата. Градежните работи ќе се изведуваат сукцесивно во наредните 12 месеци согласно потребите на терен. Покрај инвестирањето во патиштата во руралните средини, локалната самоуправа на Кочани обезбеди уште 8,5 милиони денари за реконструкција на 7 улици во градот, а градежните работи ќе започнат на почетокот од март. Локалната самоуправа на Кочани ги реализира активностите од проектот за изградба на планираните 11 улици во населените места во општината, а зашто финансиска подршка е обезбедена преку проектот за подобрување на општинските услуги. По почетните работи во тркање и оризари почна и пробивањето на улици во населбата Прокарка во Кочани. Започнаа градежните работи за пробивање на улици во местноста Прокарка на влезот во Кочани. Механизација врши ископ и трасирање на улицата Стефка Тасева, што треба да се поврзе со улиците Петар Синадинов и Скопска. Со средства од проектот за подобрување на општинските услуги, во оваа населба ќе продолжи и со изградба на улиците Скоевска и 555, односно ќе бидат асфалтирани вкупно 770 метри. Со тоа треба да се создадат услови за поинтензивна градба и урбан лик на влезот во градот. Истовремено, во населбата Оризари се работи на кракот од улицата Асном со должина од над 200 метри. Во тркање течат работите на улицата Борис Евтимов, како и на крак од Маршал Тито. Градежните работи ги изведува фирмата Ленди Груп, што беше избрана согласно критериумите и процедурите на Светска банка. Со одобрените средства од Меѓународната банка за обнова и развој од компонентата општински инвестиции, ќе се асфалтираат и улиците Кирил и Методи, Искра и 560 во Кочани. Исто така ќе бидат асфалтирани и два крака на улицата Раде Кратовче во Оризари. На дел од нив е предвидена изградба на атмосферска канализација, како и подпорни ѕидови и тротоари. Од вкупно 11 улици од проектот за подобрување на општинските услуги, 6 се во Кочани, а 5 во другите населени места. Отворена изложбата на дела од ликовната колонија Свети Ѓорги Блатец 2019. Во неја учествуваа 11 уметници кои создадоа 26 уметнички дела. Во салонот 2 на Центарот за култура Бели Мугри свечено беше отворена изложбата на дела од првата ликовна колонија Свети Ѓорги, село Блатец, општина Виница. Имено во периодот од 26 до 30 август 2019 година во околината на манастирот Свети Ѓорги во селото Блатец Виничко се одржа првата ликовна колонија Свети Ѓорги. Живописниот предел околу манастирот за прв пат лоцираше 11 уметници во хармонија со природата да се инспирираат и создадат дела за првата колекција од првата ликовна колонија Свети Ѓорги. Ликовната изложба плени со својот колорит и разнообразие, бидејќи е представена преку призмата на 11 уметници кои создадоа 26 уметнички дела.
Станува збор за ликовните автори Миливој Симеонов, Дејан Спасов, Катица Алексова, Гордана Вренцовска, Александра Димитрова, Дарко Богданов, Весна Ничевска, Срđan Микик, Виктор Јаневски, Драгана Павловска, Ангела Трајанова, Слаđana Гаврилова и како млад гостин Нина Савева. Љубителите на уметноста кои што беа присутни на отворањето на изложбата ги поздрави Александра Димитрова, учесник на колонијата од Кочани. Присутите ги поздрави директорот на Домот на културата Тоша Арсов во Виница, која истакна соработката на двете културни институции од Кочани и Виница. Тажно е сликано масло на платно, акрил и комбинирана техника. Првата изложба беше по завршувањето на ликовната колонија во Виница, а ова година ова ни е прва изложба како најблисок град и со работка што остваруваме заедно со Центарот за култура Бели Мугри. Следна изложба планираме да однесеме во Македонска Каменица и оттаму продолжуваме во другите локални градчиња во Источна Македонија. Освен во организација на Домот на културата Тоша Арсов, изложбата е во организација и на Сдруженијето на уметници од Виница. Во Центарот за култура Бели Мугри ќе биде отворена 2 недели. Трета обука како дел од програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности се одржа во Основното училиште Раде Кратовче. Младинците ќе изработуваат мали проекти за добробит на заедницата. 34 младинци од основните и средните училишта од Кочани ја поминаа последната трета обука од програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Тие во просториите на Основното училиште Раде Кратовче учеа за начинот на документирање на малите проекти, фазите на оценување, како и критериумите по кои треба да се изработуваат проектите. По обуките, младинците се здобија со вештини за действување на терен, така што во следниот период, заклучно со 30 април, ќе изработуваат мали проекти за добробит на заедницата, преку активен пристап на терен, откривање на загрозени семејства и задоволување на нивните потреби. Првата обука се одржа во Основното училиште Раде Кратовче, како и сега оваа последната третата обука. Втората обука се одржа во Средното училиште Лјупчо Сантов. Со тоа што на втората обука ја држаа инструкторите кои беа пратени од Скопје и нашиот инструктор Иле. Со тоа младинците дознаа повеќе за програмата, дознаа како да ги изработуваат проектите, како да продолжат понатаму. Голема благодарност до школите што ни овозможија просторија да ги одржиме овие обуки. Продолжуваме понатаму се до 30 април. До тогаш треба да бидат пратени последните документации. Денес се одржува третата работилница во која што ќе научат повеќе за како да го документираат проектот што ќе го изработат и како да помогнат на нашата заедница. Исто така, младинците ќе бидат поделени во групи, секоја група ќе има свој ментор и секоја група ќе изработува свој личен проект кој на крајот ќе биде оценет од страна на ПХВ канцеларија. Црвен крст во акција промоција на хумани вредности е проект кој се спроведува на национално ниво преку општинските организации на Црвениот крст, преку кој младинци на возраст од 14 до 17 години изработуваат проекти наменети за помош на социјално загрозени семејства од средините каде што живеат. На годишно ниво во Македонија преку програмата се изработуваат по 150 проекти преку кои директно се помагаат околу 3000 лица. И за крај информацијата од спортот. Викендов по 14 пат ќе се одржи традиционалниот фудбалски Драганица куп. Од фудбалскиот клуб Осогово информираа дека екипите што ќе учествуваат се веќе познати, а надпреварите се во пионерска конкуренција. Привршуваат подготовките за одржување на традиционалниот младински фудбалски турнир Драганица куп, чии организатори домаќин е фудбалскиот клуб Осогово. Од клубот најавуваат дека турнирот е веќе закажан, а познати се и имињата на екипите учеснички. Традицијата и годинава ќе биде задржана со одигрување на 14-тото издание на мемориалниот турнир Драганица куп, што се одржува во чест на фудбалската легенда Драган Михајлов. Турнирот ќе се одржи во конкуренција на помлади пионери, односно фудбалери до 16 години, родени 2004 и помлади. Драганица куп 2020 е закажан за внедела, а истиот ќе се игра на градскиот стадион Никола Мантов.
Покрај домакинот и организатор фудбалскиот клуб Осогово, учесници ќе бидат и екипите на Беласица од Струмица, како и скопските Вардар и Работнички. Во првото полуфинале силите ќе ги одмерат Осогово и Вардар, а мечот ќе почне во 10 часот. Во второто полуфинале ќе се сретнат Работнички и Беласица. Мечот за третото место е предвидено да се одигра истиот ден во 13 часот, додека големото финале е закажано за 1 час подоцна. Сите надпревари ќе се играат во формат 2 полувремиња од по 30 минути. За најдобрите екипи и поединци предвидени се пригодни дипломи и награди. Почитувани, со временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.